Во време на модерна технологија може да се рече дека често го забораваме нашето писмо и нашиот собствен ракопис. Па дури и повозрасните генерации се подсетуваат колку е убаво чувството поштар да ги изненади со разгледница или писмо. Да излезете на прошетка до најблиското поштенско сандуче, а потоа да очекувате со трепет кога ќе добиете повторно одговор, тоа е веќе непознато за младината. Кога тие служеле војска, повозрасните, текот на комуникација и не бил толку брго достапен како денес што имаат можност граѓаните. Кога бев помлад, испраќавме писма, честитки, разгледници, добивавме, ти ке му пратиш честитка, тој ке ти одврне. И така беше, плюс и у војска тие работи, таму со писма се расправавме тогаш, немаше телефон. Писмото го пишевме, имаше поштенски сандучиња. И ке го ставише у поштенското сандуче и овие поштарите го собираа са бајле писмата, нели? И ги дават кој на дека треба се носи, ги носе со поштенски возила. Не толку одамна, писмата и разгледниците се користеа за да се принесат пораки, да се допишуваат со најблиските, да се пријавуваат на родителите и пријателите, да им честитаат роден ден и празници. Но сега, сето тоа се прави без она чувство кое го имаат доживеано повозрасните во тогашно време. Затоа што најнапред тие морале прво да се потрудат да најдат убава хартија за пишување, а потоа уште поубаво пенкало, по можност со мастило. Па да побарате убав плик, да го украсите со свој цртеж или со некоја особена поштенска марка. Апелирал на младите да малку се оттргнат од телефоните, да се поврзат со книгата, со пишување, со такви разоноди, нели, да не навлеват у телефона, пошто јас имам 4 внуки и сите гледам баратат телефони, ама не е добро, нели, да се оптеретуват толку. И апелирам да се изфрле шо понастрана телефоно и да може пишување, писма, честитки, друго, трето, така да се занимават. Сите што ја сакаат уметноста, особено литературата, и ден денес ги восхитуваат писмата на прочуените уметници и писатели. Делете радост со саканите, но нека биде тоа со повеќе емоции. Напишете писмо, на кое хартијата ќе пожолтее, но неговата важност никогаш.